Поради обилните врнежи од дожд, над 150 кубици карпи сношти завршија на пешачката патека во близина на Штипско Новосело, веднаш до влезот на археолошкиот локалитет тунелот кој води до тврдината Исар. За среќа одронот се случил доцна и нема повредени. Штипјани кои живеат во тој дел од градот се уште вознемирени раскажуваат за силниот удар што ги разбудил од сон. Мештаните се загрижени, стравуваат од нови одрони, кои би можеле да завршат врз нивните куќи. Паѓа си карпата, посебно за време на дождови. Тоа се случува, да. Меѓутоа, ние сме сите заштитени и го чистиме тај дел. Како сте заштитени, како се штитите? Има си ставено, има си да мериме како што има комшиката тука железа, има си такви испреплетени челични мрежи, тоа се, за да не дојде до куќите са по цврста градба, правени со камен. Бидејќи се уште има надвиснати делови од 30 метровата карпа и секој момент може да се урнат уште стотина кубици, од денес дел од патеката е забранета за движење. Се чека стручно мислење од геолози, пошто ќе се отпочне со санирање на штетите. Во наредниот период, јавното предпријатие Стипион во првата прилика кога стручни лица ќе кажат дека патеката, односно местото каде што е паднат одронот, не е опасен за работење, со посебна машина клукач ќе гледаме да ги срушиме карпите кои што се надвиснати со цел да можеме патеката да ја ослободиме, односно да биде слободна за движење. Под контрола и состојбата во Облешево, каде што десетина куќи беа поплавени. По интервенција на надлежните водата е повлечена од дворовите. Во меѓувреме е стабилизиран и водостојот на река Брагалница, кој полека се намалува.